Почитувани, добар ден. Време е за уште едно ново издание во Црвена линија. А во него еве зашто ќе зборуваме. Бундестагот утре со резолуција насловена активно поддржете Северна Македонија на нејзиниот пат кон Европската Унија, ќе потврди дека македонскиот јазик и идентитет се добре дојдени во Европската Унија. Оно што ве прашуваме, дали е ова охрабрување на македонските политичари за промена на уставот или предупредување за нашиот источен сосед. А јас секако тука ќе посочам задолжително да не заследите, ако не сте го сториле тоа, на Facebook Црвена линија, секако Twitter, профилот на Телма телевизија на Facebook и задолжително на Instagram. А зошто? Затоа што секојдневно можете да земете активно учество со вашите одговори, се разбира во однос на нашите анкетни прашања. Така да по заследувањето на Instagram, слободно кликнете на Instagram Story, тука веќе ќе ви се појави денешната анкета, на која што ве прашуваме следново. Дали е охрабрување на македонските, дали е ова охрабрување на македонските политичари за промена на уставот? Имате можност за одговор, две опции, да и не. Резултатите ќе ги соопштам секако таму некаде по рекламите, што значи се уште имате време и да кликнете и да дадете одговор. Но ова прашање секако ќе биде поставено и за оние кои што се разбира ќе се вклучат активно во ова денешно издание на Црвена линија. Верувам дека ќе има во огромен број, како и во секој издание, бидејќи ова е местото каде што граѓаните го кажуваат својот став, размислувања, видувања. Меѓу другото, ќе потсетам дека веднаш по вртењето на телефонскиот број, тоа е патот до нас, 023070005, јас ве замолувам задолжително да имате во предвид да го намалите тонот на телевизорот и тоа целосно се разбира и да зборуваме исклучиво преку слушалка. Оно што секако ќе потсетам дека имаме и 5 линии активни. Време трајање на секој излагање 90 секунди, но тоа не значи дека еве имаме лимит во однос на тоа колку пати можете да се вклучите, така да секое наредно вклучување ваше ќе биде нови 90 секунди. А време овие први 90 секунди да слушнеме што ќе каже и првиот гледач. Добар ден. Добар ден. Се надевам дека сте добро. Сега вака. Ве слушаме, еве, дали е ова охрабрување на македонските политичари? За се, за јазикот и идентитетот, али за историјата не е поставено прашањето. Тука е проблемот. Од тие преамбули што се видат покасно бугарите, па се кажат Гоце Делчев не е македонец, дека е бугари. Значи, историјата треба буде секој да се разсава. И после осудеста од граѓаните го поддржуваат выборот дека нема мење на уставот. Какви бугари, какви бакачи, значи бугари нема во Македонија, значи тие беа фашистички окупатори и ништо повеќе. Ајде, дали ова што всушност оваа резолуција од Бундестагот ќе е и воедно охрабрување? Го поставе прашање за историјата на Македонија. Добро. А еве прашање за историјата на Македонија. Тоа бугарите ќе го поставуваат во преамбулот за покасно. Значи, 80% граѓаните не поддржуваат менјање на уставот и ништо повеќе како менјање на уставот. Македонија ма у која држава менуваат на секој година устав. И ВМРО има. Така, благодарам многу. Еве, јас и на почетокот потсетив да внимавате на тајмерот 90 секунди, но секако дозволено е повторно вклучување, така да, еве, доколку се чувствувате недоискажани, слободно завртете го повторно нашиот број. Продолжуваме секако со вас. Она што конкретно зборуваме, еве, и очекуваме да бидете и конкретни на темата е кој е вашиот одговор на прашањето дали е ова всушност охрабрување на македонските политичари за промена на уставот или можеби според вас еве гледате и никакво предупредување за нашиот источен сосед. Добар ден. Најверојатно тонот на телевизорот не е намален. Ало. Дали го намаливме тонот на телевизорот? Да, дали се слушаме? Да, се слушаме одлично, повелете. Вака се.
Секоја промена на уставот, а да не е со одложено дејство откако ќе влеземе во ЕУ, тоа значи на светиникат, ќе биде предавство. Запамтите ги овие зборови. Значи, не смее да се отвара уставот. Тоа ќе биде почетокот на крајот на бугаризација на Македонија и потоа федерализација и голема Бугарија и голема Албанија. Абе, луѓе, 30 години не мафтосуваат, не гнјават. Промените име, знаме, што не тера да направиме. Како не гледате дека не ја сакаат Македонија, односно македонскиот народ, да постои, сакаат да го уништат идентитетски и потоа да ја подела државата. По голема Албанија ќе биде цело Скопје. Како не го гледате тоа толку едноставно? И овие купени политичари ги купуваат со пари, за после да избегаат како Ковачевски председателот, едноставно да подпишуваат штетни договори, со лагите го лажат народот, уште ова, ќе почнете ти ќе завлез во ЕУ, а уште не сме ни почнале преговори. Приказката е многу едноставна. Не смее да се дозволи. Значи, народот треба да излезе на протести, да дојдат луѓе патриоти, за да се спаси што може да се спаси од државата. Така, благодарам многу и вам за учеството во ова денешно издание. Продолжете да не следите, а и еве да слушнеме што ќе каже новиот гледач или гледачка. Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден. Кој ќе биде вашиот одговор? Голем поздрав и до вас секако. Фала лепа. Сега вака. Тука сите национал-шовинистички терористи вршат најголемиот терор на македонскиот народ. И сега тоа да смениме знаме, да смениме име, да ќе влезе Европска унија. Па таа Европска унија, таа е Хитлерова идеја. Како можат тие Европска унија, ако е за човекови права? Како може Грција да приема у НАТО, кога тамо има и турци, има македонци, има албанци, немат никакво право, како тоа. Тоа тражат право да имали малцинството, не знам, да не били малцинства, да били народ. Уредо е тоа. Бугарите исто са плезнали, тамо има исто турци, има цигани, роми за право. Да не ги грешам. Роми има Бугарија, турци има, македонците половин пире Македонија. И како може таа Европска унија, да јас питам, да ги прима нив у Европска унија, додека ке нас стражат јајчето влакно. Тоа е тоа. И јас да сам председател, ќе го питам Бујар Османи што преговара со тоа со бугарите, Арбен Таравари што преговараш со американецо, оди Иван Пиле да те питам што преговараш ти сега. Нема он испуштил сите конци. И сега тоа да менат устав, па што ош да мениме вече? Они треба сега, јас сам политичар, прекинул со таа Европска унија. Ке подсетам уште еднаш, само внимавајте на тајмерот 90 секунди и сега ќе ви речам благодарам за учеството. Тука уште еднаш се разбереве, додека сме веќе на почеток, ќе ве подсетам и ќе ве охрабрам активно да земете учество покрај Facebook Црвена линија и Twitter Црвена линија, сега кој профилот на Телма телевизија. Еве, сега имате можности да не заследите на Instagram, доколку не сте го сториле тоа, и ќе подсетам веднаш да кликнете и на Instagram Story, таму ќе видите, еве, тоа изгледа вака, каде што го поставуваме ова прашање, дали ова охрабрување на македонските политичари за промена на уставот, две опции за одговор, да, независно тоа кој е вашиот одговор, резултатите процентуално ќе бидат соопштени по рекламите. Ова прашање сега го поставуваме и до вас, драги мои, кои што се вклучувате активно во ова издание. Добар ден. Добар ден. Па и според вас, дали ова е всушност охрабрување на македонските политичари? Не охрабрување, ова мисли да те лажам. Исто како американците кои не признаа во која година беше и грците се побунија, вика, нема проблем, вие како сакате ќе ги викате. Ме разбирате? Да, ве слушаме. Ве слушам. Имате поздрав, да не ми истечат минутите, од една ваша поздравничка, а моја ќерка се породи и ме поздравува многу. Голем поздрав и од мене. И да е здраво и живо и
Еве ве чекам во заврти на Телма, па таму можеме Па повеќе ќе пробаме да добиеме. Сакам да ви кажам за ова, ми да те лажам, тоа е поддршка за бугарите, не е за нас. А не гледате ли дека еве оваа резолуција едноставно е предупредување за нив, за нашиот источен? Не е предупредување за нив, за нас е поддршка, ние да те лажам и ќе наседнеме на тоа, германци колку не сака. Ми разбирате? Не е тоа. Добро. Значи не лажат. Значи вие целосно сте песимист во однос. Ако е тоа се, јас ќе ви се заблагодарам уште еднаш и сега кој ве поздрав до вашата ќерка и драго ми е... Благодарам и поздрав од неа, се знаете од Југодрво. Така е, па добро, драго ми е дека е така и секако ќе посакам да ужива во мајчинството и секако да е здраво и живо вашето внуче. Но црвена линија, еве сега фокусот повторно ќе потсетам е на она што го најавува Бундестагот, бидејќи утре ќе се воспостави резолуција која што ќе биде насловена активно поддржате Северна Македонија на нејзиниот пат кон Европската унија, односно ќе потврди Бундестагот дека македонскиот јазик и идентитет се добре дојдени во Европската унија. И сега според вас дали сметате дека ова е сигнал на охрабрување кон македонските политичари за промена на уставот или можеби предупредување за нашиот источен сосед? Добар ден. Здраво. Здраво. Види, ова е само измечерлак на германците кон америчкиот интервенционизам. Значи, ова е игра на Америка. Позадината е британска и америчка. Знаете ли која Македонија ќе биде? Македонија. Кога они тие две сили ќе ја признаат, нарочито британците. Ако рече британецот, пресекувам, тогаш ќе бидеме Македонија. Све до тогаш, џабе кој сака некаде да од Марс, некаде да тука да прават резолуции, чудеси, ништо од тоа. Германците се земја губитник во Втората светска војна и е измечар на Западот. Овие изјави што ги дава, како што дава ондека и кон Украина, ќе ви пратиме ова, она праќа само ради тоа што Америка ја притиска. Значи, Америка и Британија се најлошиот играч на планетава Земја. Порасипани од нив нема. Значи, се тоа што се дешава со нас е нивно дело. Значи, они атерна нашиот јужен душман да му доволат, да го задоволат неговата суета, да ја задоволат нашиот јужен душман, све ќе направат само да не снема. И ако треба сите ќе ветат, да го подсетам, човеков 2004 година Америка не призна под уставно име и после одма не призна како Северна Македонија. Тоа го направија затоа што настанаа протести поради територијалната поделба на Македонија. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам и вам за јавувањето во црвена линија. Секако ќе почнеме и со Твитерџи, но и со објавите кои што беа на Фейсбук, па еве ќе стартуваме и со објавата, односно статусот на Боби Христов. Не се разбира многу зошто вакви потези, но мене некако ми е дури навредливо некој некаде со декларација да ми го потврдува или гарантира идентитетот. Да не си имаме ние сериозен проблем сами со себе. На ова Светлана Јовановска има напишено: да им објаснам што е колективен идентитет. Верувам за него зборуваат кога го споменуваат. Искрено се надевам дека знаат што им е персоналниот идентитет. Колективниот идентитет е чувство за припадност на група. Важни се три клучни работи за формирање на колективен идентитет: заедничка кауза, чувство на колективна ефикасност и колективни емоции. Ние ова горе наведеното го имаме. Арно, ама немаме интелектуалци во политиката. Тоа очајно ни недостасува. Добар ден за следниот гледач. Поздрав ти до тебе и до телевизијата. Голем поздрав сега кој до вас. Устав, пенери. Како бе устав? Како устав? Ити устав имаме. Ама да си не устав не си го смејат. Да си го смејат. Како? Ки коткат, ки басаат тука да се тепаат му героји. Па се цяло смо да му го се работат. Како не ги е сам? Како не ги е сам?
Тоа е невидено нещо. Невидено нещо. Америка. Како Америка? Како причај? Да правија толку луѓе да идеат у Украина. Како да ги сами там? Толку деца, толку мајки пропака Украина. А они лежат на топло. Срамота. 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 Има деца, има цени. И они. Еден ден ти ги цине кенката. Ти ги цине кенката ники. Од Бога, а не од тој народ. Тоа е ти на поздрав и не го даде приемно. Поздрав и до вас, сега го продолжате да не следите и благодараме ви што активно се вклучувате во секој издание на Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. Ако сум ја наред. Да, вие сте наред, повелете. Ајде, прво поздрав до вас, па и до овие што се јавуват за песимистите. Оти чудна работа, на сите телевизии се јават све со песимизам, чудна работа, како живееме ние вака. Што значи овој наш живот? Како тоа смее да се рече една голема сила е за нас таа, голема сила, дури европска, Германија, Бундестагот, утре ќе заседава за македонски литературен јазик. А овие не ја сакат својот јазик, или како има историја без јазик. Ако јазик нема историја. И словенците едно време се бунили пред 10-15 години, така, да не го сменит уставот друго трето, пошто ќе ни се смени јазикот друго трето, а словенски и во Бундестагот се зборува денеска. Зошто ние сме толку невидливи душмани за себе? Се слушаме ли? Да, ве слушаме, продолжете. Да, зошто? Од Рачиново се јавувам, албанец сум. Така. И јас да не ја сакам оваа земја, нема да бидем тука. А верујте ми дека ни моите деца ни нема други државјани пасоши. Освен од Република Македонија, Северна Република Македонија поново. Секој ден ние побожеме да чекориме напред, тонеме назад. Дали за политичарите важи ова? Политичарите само имат звање, а знањето е битно. Овие звање, денеска е министер, утре не може да биде министер. Благодарам многу пред се што земавте учество, ве поздравувам бидејќи ве на самиот старт упативте поздрав до нас и ќе подсетам 90 секунди е време трењето, но еве и ќе ве охрабрам сите вас кои што сметате дека имате уште што да кажете и да надополните, секако слободно завртете го нашиот број повторно. Добар ден. Тинче. Добар ден, во Црвена линија. Голем поздрав, да ти кажем, прекрасна си водителка. Поздрав до Албанецот, слушам га стално, значи секоја му чест, виж колку го сака Македонија. Тој северна мене ми смета, кад речат северна, ти кажем како нешто ми у срце така ме муне, тој да го тај збор да го нодат, како менија името почна се да иде надоле, нема више Тинче да не охрабра. Што сака нека биде. Може ќе биде поубаво, али еве народот пати. Џабе кад се испатимо, џабе кад се нервирамо, еве што се прави 300 ти чуда. А се нека биде убаво, се нека биде убаво, али еве сега за сега многу е тешко. Многу е тешко за народот, толку прават некои збрки, толку се за пари се, како да ти кажем, не знам, немамо зборови више, немамо зборови. Како за други нема, за нив бе се има, за нив се е уред, за нив е се, нели се свесни дека ништо не иде, дека све иде надоле и они паса упорни, се ќе не охрабрат, овој ќе биде, оној ќе биде, ништо нема да биде. Ајде, како ја доживувате ви оваа резолуција на Бундестагот, со која што еве македонскиот јазик и идентитет се добре дојдени во Европската унија? Ништо нема да направат, Тинче. Дај Боже да биде убаво, само ништо не ми се веруе. Тоа е само нешто тамо се договарат за некои пари, за нешто да си земат, да си ги решат нивните проблеми, па ќе кажем тешко за народот. Бидете живи и здрави во Телма сите, ќе видимо што ќе биде, само сега за сега иде надоле. Поздрав и се набав. Благодарам, секоја убавина и добро ви посакуваме и ние вам, секако продолжате и да учествувате и да не следите. Одеме со уште еден твит на Космополитан, кој што има напишано: Боже, колку е ова понижувачко. Некој друг да ме теши, не плаче, еве јас званично ќе ти удрам печат, што си. Да, ти си македонец. Земјо, отвори се.
Ова е практично ретвит, односно твит на насловот каде што и веста Бундестагот ќе донесе резолуција за поддршка на Македонија во Европската Унија и потврда на македонскиот јазик и идентитет. Добар ден. Ало. Здраво, во Црвена линија. Ало. Добар ден. Добар ден. На германците ќе му веруваме кога ќе ги внесат турците во нивниот устав и ќе му признат малцинство и кој ќе има турчин за министер. Тога ќе им поверуваме како македонци. Добро, еве дали еве со оваа резолуција нашите политичари ќе бидат охрабрени да направат уставни измени или еве го сваќате и како предупредување можеби за источниот сосед? Добро, еве гледачот беше многу кусно и јасен. Благодарам и вам за учеството. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Добар ден. Добар ден. Сега момент. Ете така, за да зборуваме преку слушалка и подобро ќе се слушне. Ќе ми помине времето. Ќе го вратим, еве, а не го гледам времето. Ќе побарам да се подеси. Дали го намаливме тонот? Да, намалено е. Одлично, нека почне тајмерот, па повелете. Важи. Па видите, ја би кажал нешто, сите убаво се сеќаваме. Ни дојде овде Меркел, ни дојде у посета, па ни дојде, ни се јавуеше Макрон, па дојде Могерини и Хан. Сега тие да дојдат во нашиот парламент, да ги соберат сите тие 26 држави и да ни направат некоја декларација, убава декларација, за да поверуваме ние македонци дека они стварно нас не признаваат. Ке си дојдат убаво, не лажеа они. Уште ли ке не лажат? Што сме ние, мали дечиња? Или кој што вика, ние сме мала држава, па ако сме мала држава, дај да се опесиме сите. Ке си дојдат убаво ваму по парламентот, имаме опозиција, имаме власт, ќе потпишат тие 27 држави убаво. Не лажеа, стварно, и ти убаво се сеќаш. Потпишете промена на име, ќе влезевете одма во Европска Унија, никој ништо нема друго да ми бара. А што е само? И некои никакви, таа ќе ни сменуваат во 21. век, македонци не постоеле. Па ако не постојат македонци, не постојат и бугари, не постојат и србини и албанци. 600 години биле тука турците. Значи ние треба сите тука да бидеме на Балканот турци. Благодарам многу за вклучувањето. Еве ќе повторам по кој знае кој пат, но ве молам особено ако еве прв пат учествувате во Црвена линија, намалете го тонот на телевизорот и секако не заборавајте да внимавате и на тајмерот кој што ете објавен на екранот, па можете да го мерите времето на вашето излагање во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, јас во продолжение ќе продолжам секако и со твитерџи кој што навистина коментира поприлично во однос на резолуцијата која што е најавува утре Бундестагот, која што ќе биде воедно и насловена и веќе потсетам активно поддржате ја Северна Македонија на нејзиниот пат кон Европската Унија, а еве Stormfire што има напишано: Бундестагот пред 20 години донесе резолуција да лобира во Европската Унија да влеземе под уставното име. Па се виде до кај стигнавме, како уште паѓате на вакви прости мачкања очи, не ми се верува. Дополнил: Пате бугарите признаваат дека постојат македонци и македонски јазик, само како вештачка творба од 45-та. Тоа резолуцијата нема да го спомне, нема да каже од кога потекнуваме и како сме настанале, така да Бугарија ќе продолжи да се свири. Ние продолжуваме секако со вас. Добар ден. Да, тука сум на линија. Да, повелете. Да. Сакам да кажам, зашто не се каже што значи тоа за отварање на уставот. Треба да се смени, не така замаглено. Отварање на уставот не е да отвориш уставот и да го читаш или промена на уставот да му смениш корицата,
него станува збор за внесување на еден соседен народ во нашата, да речем, во нашиот устав или во нашата историја, кој ни негира и идентитетот и постојањето, и националниот идентитет и јазик и све. Значи, треба да се кажува во медиумите дека не станува збор за промена на уставот. Значи, него внесување, кажувајте го, ве молам, некако тоа намерно се упростува како да е нешто обична промена. Внесување во уставот на нови народи. Покрај толку што се внесени, поуше и сега некој ќе ми каже од другиот страна, тоа не е ништо, вамота, како не е ништо, да ти вика не постоиш, а да им речеш на ним да сменат нација, вера, и те дали ќе прифатат? Не. Па према тоа не може други да одлучуваат за нас и во борбата и доле. Значи, сакам медиумите да ги предупредам, да кажат дека не станува за промена на уставот, него за идентитетско внесување на друг народ во уставот. И тоа треба се каже, не е обична промена да се упростува намерно како тоа не е ништо. Како не е ништо кога се атак врз нас сето. Секако и внесувањето на друг народ е веќе промена, па затоа и се формулира како промена на устав. А продолжуваме понатаму, еве јас ќе прочитам еден твит пред да го вклучиме гледачот, па можете да се надоврзете и на она еве што е напишано. Вели, штом има потреба од резолуција, значи дека стравот е оправдан. Па еве се сложувате ли со овој твитерџија? Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден. Еве вели... Благодарам. Прво ние во себе не веруваме, значи затоа бараме некој да не признае од нас. Еве, значи Бундестагот утре ќе го отвори званично тој проблем и ќе кажат дека стварно нашиот македонски јазик, македонска култура, македонска историја се такви какви што ние ги посакуваме и какви што ние ги чувствуваме. Ние сите викаме нема ќе се изгуби јазикот, ќе се изгуби народот, ќе се изгуби све. Ние фактички сами себе се негираме и сами себе си скокаме во стомак. Еднаш за секогаш треба барем што се вика светот се гледа дека ние не можеме меѓу себе во самата држава да најдеме начин како да раководиме, да работиме, да се чувствуваме. Ево сега германците, значи две политички партии, значи само да кажат дека значи Европската заедница не сака, не почитува и значи ќе не внесе онака како што ние се чувствуваме и како што треба да како што не признале во Обединетите нации, како македонски народ, македонска држава, со македонска култура и со македонска историја. И тоа треба да го почитуваме и само тоа треба да го прикажуваме. А тоа што се отвара уставот, значи тие луѓе живеат тука. Не можеме ние да ги дали може да ги избркаме од државата. Не можеме. Благодарам и вам за јавувањето. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Па кој ќе бидат еве вашите одговори? Добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Јас само ќе ве прашам кратко, да ако сакате одговорите, ако сакате не. Што ќе правите вие новинарите кои ќе влезиме и адвокатите кои ќе влезиме ние во Европска унија? Што работа ќе имате? Па еве вие што мислите, ќе има ли некој бенефит? Вие ќе нема да имате работа, ќе има ред и поредок. Дури е вака, вие ќе имате работа. Ако има ред и поредок, вие новинарите, без ред и поредок. Тоа што ве прашуваме вас за мислење, значи дека немаме ред и поредок, новинарите. Пријатно. Пријатно. Добро, благодарам, цениме еве што се изјаснивте, па продолжуваме секако со вас. Во меѓувреме, пред да вклучиме гледачи, активно ќе ги вклучам и твитерџи преку нивните твитови, така да слушате, па може би ќе се согласите со некој од нив, може би не. Совет на Европа нема никаква врска со услови за отпочнување на преговори за членство во Европската унија. Кого покушавате да превеслувате? Потребно е Советот на министри на надворешни работи на членките на Европската унија да донесе нови заклучоци за условите за преговори. Бугарија има вето. Добар ден. Добар ден.
Јас ќе подсетам 5 линии се активни во црвена линија, што значи... Добар ден. Ете се слушаме. Добар ден. Дали сум јас? Да, вие сте, повелете. Благодарам, веднаш да почнем. Дали е ова охрабрување на македонските политичари? Од кој охрабрување? Од Германија или од некои други од овде, од кај нас? Од Европската унија, да речем. Аха. Охрабрувањето како што пред овој гледа што се јави, ако очека од Германија, од Холандија, од Франција, од Англија, од Америка, никога тоа нема да биде реално. Како што не се реални нашите политичари, ниеден, буквално веќе ниеден, што во собранието влегуваат само за да постигнуваат лични цели и амбиции, а не за доброто на Македонија. Значи, луѓе што во партија влегле заради личен интерес, тие луѓе не се луѓе и таа партија веќе не е партија. Затоа овие што веруваат на Германија и што чекаат од Германија, од Англија помош, нема помош. Германија и Англија ја направија Грција пред 200 години, Бугарија пред колку, Албанија пред колку, што ти знам, пред 100 години ја делеле Македонија, пред 80 ја напалjalе со напалм бомби. И не знам што ли веќе лошо направиле на Македонија, а ние пак Европата е Европа, Англијата Англија, Германијата Германија. Значи ова кај нас слепило и лудило, до кај ќе не се не знам. Па дали овие граѓани ве гледаат дека во македонски раци веќе нема ниедна национална установа македонска? Благодарам за вклучувањето. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Зборува некој друг уште. Не, ве слушаме само вас. Вака. Добар ден. Се јавувам од Скопје. Драго ни е, повелете. И прво сакам да почнам со ова. Дали вие како телевизија гледате дека сите фирми, нели законски, треба да бидат на македонски? Ниедна нема на македонски. Тоа што е знак дека ништо не постои од владава. И слушам дека германците ќе не признаеле, не знам кој, Баварија. Само да ве подсетам. Букурешкиот договор во Германија. Значи Англија, Франција и Германија, тие не сакаат, тие се најголемите душмани на Република Македонија. Тие никогаш нема да се согласат. И не можеме, како можеме да уверуваш на тие што е поделиле Македонија, што е избришале историјата на Македонија, што се најлошо што направиле на Македонија. И како ќе му веруваме на тие луѓе? Големо благодарам и вам за вклучувањето во црвена линија. Ќе продолжам со уште еден твит на антагонист, кој што напишал: оваа влада на СДСМ има направено повеќе за бетонирање на македонскиот јазик и идентитет од било кој во историјата. Да, со се историско ВМРО, со се Тито, Мито, со се сите заедно и на квадрат. Но ние секако продолжуваме со вас и вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Се јавува Киро од село Дреновци. Голем поздрав, господине Кире. Каде... вака да ви кажам. Кажете му на тие бугарите. Нека појда на планината Мукос, каде што партизаните крваво ги испотепа во моето село. Мојот дедо покоен Мирче, 1870 година роден, кога умираше,
ги спомна проклетите бугари. А еве како сега во овој момент го толкувате овој потек на Бундестагот? Дали е тоа охрабрување за македонскиве политичари да направат промена во уставот или можеби предупредување за Бугарија? Благодарам многу за јавувањето. Навистина сакаме еве да слушнеме ова ние денес темата и прашањето конкретно до сите вас. Како гледате на ова резолуција на Бундестагот? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Ало? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Од Бундестагот немој да очекувате ништо. Ве слушаме, продолжете. Да, тие прават, колку сме 32 години, исто да го прават и џабе тие. Они прво јас бев таму, живеев таму во Европа. Така Они не знаеа каде е Македонија тогаш. И сега почнаа. Пред тоа што беше гледачот, дојде ова, дојде таа, дојде овој, дојде тој. Сите они знаат нешто подобро да направат. Све не вртат ваму, таму, ништо друго. Од тоа нема да биде ништо. Ние уште 300 години да се дава Бундестагот, нема да биде ништо од тоа. Дека дедо ми и може дедо ти прадедо биле партизани. За тоа нас не сакаат, дека ние сме пукале у Бундестагот. Така да знаете. А ние уште не 2300, уште 2630 нема да видиме у Европа. Фала многу и убав ден. Убав ден сега кој вам и големо благодарам за вклучувањето. Продолжуваме. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Да, добар ден. Добар ден, повелете. Видите, за една многу важна работа сакам да ви ја нагласам. Сите до сега што ги слушам, политичари, новинари и видни личности, сите кажуваат, ако влеземе во Европска Унија, ние како Македонија, ќе ги задржиме младите овде. Па нели гледате во соседството што се случува? Зошто не ја кажете вистината? Например, во Хрватска, еве последна влезе во Европската Унија. Колку луѓе се иселија од Хрватска во последните 2-3 години? Еве до нас Бугарија, Романија. Се преполовени држави со жители и со работоспособна сила. Да не зборувам за големи умови, научници, лекари, не знам што. Зошто никој не го спомне тоа? Што треба за да ги задржиме младите овде? Ви повисок стандард или рамен на тој во западноевропските држави. Второ, вие колку ќе ви порасте платата? Еве дај Боже утре да влеземе во Европска Унија. Која плата ќе ја земате? Поголемо уште 500 евра повеќе. Ќе платите и пензиите ќе бидат исти. Маките продолжуваат. И утре да влеземе во Европска Унија. Еве да сите да кренат рака. И Бугарија да крене раци од нас. Да влеземе во Унијата, пак народот сиромаштија ќе биде поголемиот дел од народ. Фала и пријатно. Благодарам многу за вклучувањето. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Повелете. Поздрав до телевизијата и до водителката. Благодарам, поздрав и до вас. Ова треба германците, бугарите да дојдат да ни се извинат, да клекнат у ваташа и да не признаат да им се избришат гревовите. Голем простор направи на македонската нација и ова е срам и за бугарите и за германците. А ова што се сега преговара со СДС да напуштат, не смеат со нив да влеземе у Европска Унија.
мора они да бидат у опозиција ако сакаат да има. Разбирате ли? Што сакам да кажам? Ајде, како лично доживувате? Како лично? Мора да биде ВМРО со коалицијата на власт да влезе во Европа. А како еве лично го доживувате ова што Бундестагот утре ќе... Бундестагот треба да се поклонат исто како Вили Брандт се поклони у Аушвиц. Треба овде да дојдат германците и бугарите и Бојко Борисов. Да се поклони на Македонија, да не кочат. На никого ништо зло не сме направиле, а они многу зло ни направиле. Поздрав многу. Голем поздрав секако до вас и големо благодарам и вам за учеството. Одеме понатаму, значи еве уште еден твит, овој пат овој твит е на Татјана, има напишано: ова не е прва резолуција на Бундестагот и што од неа? Германските водечки медиуми први почнаа да не нарекуваат северномакедонци. Ајбе, како и да е, да слушнеме во останатите минути што ќе кажат гледачите. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добро, благодарам. Па еве малку да примениме логика. Германскиот Бундестаг. А германскиот фашизам дали потекlo од тогашниот Бундестаг, дали сега ништо не се поразличи од тога, за тоа што оние што се во Германија сега сите се деца или на фашисти, или на подржувачи на фашизмот. Ама тој фашизам е развијан по цела Европа сега. А тие германци и англичани ја направиле Грција, ја направиле Албанија, ја направиле Бугарија, помогна да се направат сите тие држави, за да се разнебити македонскиот полуостров, пошто пред 500 години овој не бил балкански, него бил македонски полуостров. Тоа го казали историчари од сите околни земји и од Србија и од поголемите европски земји, дека ова било македонско. Ама пошто било македонско и да не биде Македонија најјака, тие ја исподелиле, ја испоцепиле и тие се фузирале за време на Втората светска војна. Германија, Италија, Албанија, Бугарија, за да после се придружи и Грција со Англија и со Америка и да се доуништи Македонија. Па затоа ја нападале со напалм бомби, па затоа правеле цвистолошотилци и затоа сега е ова влијание такво ѓаволско дволично, за да не доуништат. Ама највеќе 90 секунди, внимавајте на тајмерот. Благодарам за учеството. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав, повелете. Вака сега. Се слушаме? Да, продолжете, ве слушаме. Вака сега. Јас најпоќе очекував дека уште Меркел ко беше, дека ќе ни помогни. Меѓутоа, еден од гледачите една добра реченица кажа, која сакав јас да ја кажам. И стварно Меркел ме зачуди што не ни помогна, ама ако го свртиш колото, како може тие да ни помогнат? Ние партизаните, не јас сега, по целост, партизаните беа против германците. И вие мислите дека нас Германија ќе ни помогни? Никогаш. Никогаш. Која бе таа една Бугарија нас да не запри понатаму додине? Меѓутоа, намерачено е никогаш да не видиме Европска Унија ние. Намерачено е. Гледајте што ни направи Америка. Кој ќе ја запреше Америка под уставно име да не признаи? Ни наметна име во авион славевне дека сте и Европска Унија. Па ништо тоа. Никогаш нема да видиме. И Америка сака голема Албанија. Која Македонија? Нема спас од тоа. ВМРО и СДС, секојаш повторувам, ја продадоја на трети партии нашава држава од внатре. И сега му нуди некој премиерско место на некого. Па дај, молим те. Не сме деца, тоа и прво оделение би го знаел јас да сум, не па повозрастен. Големо благодарам за јавувањето во црвена линија. Еве уште еден твит пред да го вклучиме гледачот. Is no good напишал: да, баш во 21 век
Спаднавме како никогаш досега некој друг да ни гарантира постоење на македонски јазик и идентитет. Благодарение на СДС, македонскиот јазик во Обединетите нации е признат како официјален уште во 1977 година. Побитна е тоа или унилатералната декларација од една држава. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Јас уште еднаш ќе подсетам, се уште имате време секако да кликнете и на Instagram Story и таму да го дадете одговорот на нашето денешно прашање за Инстаграмџе, тоа дали е ова охрабрување на македонските политичари за промена на Уставот. Две опции за одговор да, не. Резултатите наскоро ќе ви ги соопштам. Во меѓувреме да вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Како да одиме со реклами? Мој ден. И како што напоменав уште на самиот почеток на Црвена линија, дојде времето кога точно по рекламите ги соопштуваме и резултатите од Instagram Story анкетата. Подсетувам за следете на социјалните медиуми, Facebook, Twitter, профилот на Телма, секако на Facebook и еве како одговараат Инстаграмџи денес. На прашањето дали ова охрабрување на македонските политичари за промена на Уставот, резултатот е целосно нерешен. Со да одговориле 50% и со не одговориле 50%. Како и да е, сега доаѓа моментот кога јас ќе ве охрабрам, што поскоро да сите вие кои што еве дискутиравме заедно со вас во Црвена линија, онака опуштени, бидете ми сега веќе и добро расположени, ќе имате причина за тоа, бидејќи кога ќе ме видите во мојата втора канцеларија, тогаш бидете сигурни дека е време и да се освоите една убава награда, па секако и да му дадете една поинаква нота на овој ден, можност да си одбележите и прославите со оние кои што ви се најдраги. Јас само ќе посетам дека еве вака во среда денес како главна награда, драги мои, е фрижидер. А зошто да немате нов фрижидер ова лето? И меѓу другото, за да го освоите и да освоите многу други нешта, сега внимателно слушајте ме, ќе ви прочитам и прашања. Значи имаме прашање кој македонски радиоводител е познат по прекарот Викса. Еве и уште едно прашање, како на Н се вика заедницата на луѓе кои се движат од место на место и немаат постојано живеалиште. Како се вика куклата од Мапет Шоу што е влюбена во жабецот Кермит? Кој говорник ги изговорил 4 Филипики? И еве ви уште едно прашање, тироидеја е ендокрина жлезда што во народот е позната под кое име? Барете ги одговорите на Google и од своите блиски, а јас сега веднаш се префрлам онаму каде што имам друга канцеларија и фрижидер за награда.